Честитам за иницијативата. Нека ви е со среќа да се гледаме уште наредните 100 години, а после ќе вратиме бројчаникот на нула, па од ново. Пред било што да кажам, сакам да го изразам мојот личен протест за тоа што се случува со колегата Кежаровски. Мислам дека е срам, дека се работи за апсолутно политичко насилство и не само политичко насилство, спроведено директно од државата, директно од премиерот Груевски, во врска со судење кое што, патем биде речено, се распаѓа додека трае, и тоа од страна на обвинителството се распаѓа, бидејќи се гледа дека таму практично нема случај, и дека еден ден поранен или подоцна ќе дознаеме за што всушност се работи и дека некои од овие нагаѓања што ги имаме за тој случај веројатно се точни. Сакам тоа да го кажам, бидејќи мислам дека е важно во секоја прилика и да им дадеме поддршка на колегите кои што се репресирани и се под притисок, а некои се и во затвор, и да ги предупредиме овие што тоа го спроведуваат дека демократската обнова на Македонија ќе започне во еден момент, еден ден со правна обнова. И дека можат они да се договараат што сакаат на ниво на политички договори, може да прават какви сакаат комисии, може да донесуваат какви сакаат резолуции, потврдени од кого сакаат, од Брисел, од Вашингтон и така натаму. Еден ден за некои од овие работи што се случуваат ќе има судења. И на тие судења ќе се направат правни постапки, во кои што ќе има сведоци, заштитени, незаштитени, и ќе се констатира кој го кршил уставот, кој ги кршил законите, тие дела не застаруваат, и се надевам дека правдата ќе ги стигне оние кои што ја злоупотребуваат. Кога стариот председател Буш на крајот од 90-тите ја прашал ЦИА кој е the lowest common denominator, значи која е најниската точка на која што американците ќе мора да се вклучат во распадот на Југославија со активна улога, ЦИА му дала еден релативно прост одговор. Некои од тие документи се објавени бидејќи им е истечена тајноста. Можете да најдете делото од интернет, иако прилично е зацрнето, како што можете да претпоставите. И му рекоа дека најдолниот, значи, праг на кој мора да се вклучат американците е Македонија. Македонија е единствената држава во регионот, или да кажем, може би не единствената, но една од поредките, која што има експлозивна моќ. Повеќето други држави имаат имплозивна моќ. Впрочем, случувањето во распадот на Југославија со крвавите војни докажа дека, иако за жал во Босна може да имате 10 години крвава војна, таа нема да се прелее дури ни во Хрватска, а не да говориме за Виена нагоре. Случајот со Македонија тогаш ми се чини дека последните 200 години тоа е така и веројатно ќе биде и во иднина така. Иако се разбира сега таа дебата не би ја водела, бидејќи има разноразни промени во некакви геостратегиски позиции околу нас и со нас. Беше таков што на крајот од 80-тите години Македонија имаше експлозивна моќ и со нејзината дестабилизација ќе значеше де факто вовлекување на поблиските и подалечните соседи во она што подоцна ќе се испостави како еден воен хаос со распадот на Југословенската федерација. Тој контекст треба да се има на ум кога се говори за формирањето на македонската држава и за независност на Македонија, иако јас овдека стриповски ви го кажувам тоа во неколку реченици. Јас годинава, овој месец ми влегува во печат една книга која се бави токму со 86-89 година, бидејќи јас сум на известен начин, не би рекол фасциниран, не знам кој е помагиот зборот фасциниран, но сум дури изненаден од фактот што Македонија собра сили да промени систем, воспостави независна држава, избегне војна без ниту една капка крв. Во историјата на цивилизациите во последните неколку стотици години многу поголем број се примерите кога тие работи се решавале или со државни удари, или со граѓански војни, или со надворешни интервенции. Ние тендираме да заборавиме на тој дел од нашата историја. Ако гледате мемуаристички, публицистички, новинарски, бидејќи историјатската наука се уште не се бави со тие работи, веројатно сметаат дека е тоа се уште преблиску, иако се поминати 20-30 години, ние се бавиме со Македонија од 91 година натаму. Референдумот па натаму. Јас мислам дека клучните години
па затоа и книгата што мислам дека ќе излезе месец се вика Пресудни години, се годините 89, 90, 88, 87. Начинот на кој Македонија успеа од една или друга причина, зашто можеме подолго да разговараме, да го избегне сценариото на Босна, на Хрватска, на Србија и така натаму, да избегне една многу агресивна политика на Милошевиќ за експандирање на неговите геополитички цели на тогашното раководство на Србија и кон Македонија, и да воспостави на еден релативно мирен начин, секако без жртви, една пристојна демократска држава од аспект на тоа што се случуваше, колкави не беа ресурсите, искуствата, минатото и така натаму. И мислам дека е тоа нешто со што сите не се работи само за политичката елита, мислам дека се работи за зрелост на цело едно општество, дека сите со тоа треба да се гордееме. Што се случуваше понатаму се разбира, прашање на друга анализа. Но годините кои што доведоа до формирањето на оваа независна македонска држава, со сите анегдоти на кои дел од нас сме учествували, сите ние можеме да се присетиме, дел од тие анегдоти се разбира не се пријатни и така натаму, но во субстратот историски ќе остане дека во тие години се формираше единствениот новитет на европската карта во последните 100 години. Тоа е македонската држава. Да вие во вака пренабиен континент како што е Европа успеете да направите независна држава оспорувана од веројатно од сите соседи до едно или друго ниво, и да тоа го направите без капка крв, и да при тоа се обидете да воспоставите некаква демократска држава која се разбира патеше и тогаш со сите проблеми на млади демократи и така натаму, тоа воопшто не е мало достигање. Ние ја немаме таа дистанца од тие времења, бидејќи сме били учесници во некои од тие работи, но сигурен сум дека историјата тоа ќе знае да го вреднува за 50 на години. Ја не знам што очекувате, Джели, од нас понатаму, но претпоставам дека и другите ќе сакаат на ова да кажат, па можеме да развиеме по тој дебат, да не одзимам време. Господине Рамадани, ги прележавме ли детските болести од независноста до сега? Уште еднаш да честитам на иницијативата. Мислам дека иницијативата е преку потребна за овој даден контекст сега во Македонија, посебно што социјалниот аспект на нашата држава е поодамна потиснат врз низ сите овие години, и мислам дека е ред да се актуализира токму социјалниот карактер на државата, зашто може да следат уште полоши времења во кои ќе биде стварно многу важно едно вакво подвлекување на ова социјална компонента на државата. Јас не би рекол дека Македонија прележала детски болести, иако според годините кои ги броиме, еве сега цагерли се викала, значи два пати двојка би требало ние, значи по ова временскиот ток на човекот, да бевме тие кои што завршиле факултет. Значи Македонија, таа девојката која завршила факултет и која е нормално незапослена, значи како и сите други што завршуваат факултет во Македонија. Се надеваме дека некои работи во текот на времето сме ги учеле и мислам дека сите со огледување во Македонија водат кон тоа, но она што малку се спомнува и би сакал дел од тоа да артикулирам, иако тоа е долг муабет и ја немам таа временска дистанца. Јас, наиме, мојот пола живот сум растел со Македонија, и тоа што се сеќавам од годините на независноста на Македонија, кога сум бил 18 години и сум имал други очекувања од животот и сум бил на студии во странство и така натаму. Се сеќавам дека тогаш тука се пееше мислам, најпопуларна песна беше "Учиме мајко карајме". И мислам дека "Учиме мајко карајме", таа песната на Македонија на тие години, кога ние нели сакавме да бидеме учени, како да ја направиме таа држава, и мислам дека
поосновниот коментар е токму тоа. Ние се учевме за Македонија или како таа да ја направиме достојна земја за живење. Но еден аспект од ова се однесува и на етничкијата коезија или етничкиот момент, посебно во односот кон албанците. Јас би сакал, значи, на мојот пријател Саша Ордановски да додам уште 2 години во тие пресудните години и да го подсетам на 1987 во книгата која веројатно ќе ја издаде и се надеваме ќе биде многу добро четиво за читање во целата македонска јавност, кога во Социјалистичка република Македонија беше променет карактерот на државата во смисла на тоа дека имаше потиснување на основни, како да наречам сега, не ги знам тие тогашни правни квалификации во комунистичкиот режим, беа потиснати моментот дека ова е држава, значи, на македонците, албанците и турците, така како што беше замислена и во списите на АСНО. И од тогаш, значи во 91 година ние прогласивме независност во едно стање во некои заборавени години, за кои право кажано, значи, ни албанците многу не се подсетува на таа 87-ма. Всушност председателот на собранието кој ги изгласал тие акти тогаш бил етнички албанец Вулнет Старова. И од таму почна оној моментот или фабричката грешка наречена од некои луѓе после во годините на независноста, која на Македонија изеде многу од капацитетот. Наиме, албанците не гласаа референдумот за независноста, не го гласаа нели првиот устав и така натаму, имаа цела парламентарна група која беше против тоа и така натаму, и другиот дел не се тревожеше многу за тоа, иако би требало, значи, по основа и по сите бројки да биде тоа за основа за голема грижа. Другата грешка, значи, првата грешка е дека докрај не беше политички артикулиран карактерот на мултиетничка Македонија скоро никогаш во овие години, па се до рамковниот договор. И другата грешка е дека албанците во перцепција на македонците биле, да спомнам уште една песна заради рамкове, значи сега песна на албански јазик, вика und кујтоја е вогол ти му ише дузет вјече. Значи албанците за македонците беа секогаш јас те мислев мала, а ти си имала 40 години. Одеднаш, значи, албанците испадна дека не се тие кои биле 91-а, значи како биле перцептирани, зборам, со една Албанија излезена од режимот на Енвер Хоџа, со едно окупирано Косово, албанците сепак биле некој друг народ кој ги политички ги артикулира своите аспирации, така да ги наречам, и тоа се кронисаше со независноста на Косово во 2008 година, која ја никогаш не разбрав зошто не беше славена тука како нова комшиска звезда или држава. Ова мислам дека е доволно за почетокот, и јас стварно пак би се изземал од овој дел, повеќе би зборил за сегашноста и за иднината, зашто не толку и не се сеќавам во смисла на тие одлучувачки години, пак да ја спомнам книгата на Саша.